Пред извесен период во Битола се оформи едно хуманитарно здружение, во приложение ќе погледнеме за што станува збор. Интензивирање на соработката со државите кои се справуваат со надприродните сили, помагање на сиромашното население, значи во Република Македонија, без разлика на етничкото потекло, преку организирање на хуманитарни акции, хуманитарни концерти, хуманитарни турнири и така натаму. Главните задачи на ова здружение се да работи во интерес на сите граѓани на Република Македонија, да обезбеди активна соработка со заинтересираните институции, тела и невладини организации од Република Македонија и државите кои ќе ни излезат во пресред. Да поддржи економската соработка да инициира нови контакти на бизнисмени, се со цел привлекување странски инвестиции во Република Македонија. Да работи на етничка толеранција и воспоставување заедничка доверба помеѓу различните народи кои живеат во етничките групи и религиозните заедници во Република Македонија. Да се залага за подобрување на условите за живење на сите граѓани во склад и околностите на самата средина, да ги афирмира и реализира сите права на сите заедници во државата, дадени со Уставот на Република Македонија, пред се на правото на работа, образование на мајчин јазик и правото на остварување на верските потреби. Да инициира организирање на фестивали, на аматери пеачи и да обезбеди хуманитарни донации за социјално загрозените семејства и членување во здруженијето. Ги слушнавме причините за формирањето на хуманитарното здружение Млади хуманисти, а во приложение ќе погледнеме прилог каде што одржа предавање за срцевите заболувања за учениците од Основното училиште Климент Охридски во Битола. Хуманитарната организација Млади хуманисти од Битола во Основното училиште Свети Климент Охридски организираше предавање за срцевите заболувања. Сметаат дека доколку од мали нозе им се предочи, учениците во иднина ќе водат повеќе сметка за срцевото здравје. Станува збор за недела против срцеви заболувања. Сега пред присутните ќе презентираме презентацијата која направивме против срцевите заболувања. Да се одбележи ова недела во знакот на таа недела, што е на тие болести. Едукативни предавања планираат и во иднина и на други теми и во други училишта. Темата секогаш е различна, да се доближиме до најмладите, зашто кога се почнува од раната возраст, да им се покаже, да им се докаже да се едуцираат на некој начин, што може да се случи доколку дојдат до таква ситуација, можеби веќе некои имаат проблеми, да видат малку како можат сето тоа да го разрешат, да можеме да доловиме дел од нив како идни хуманисти кои ќе се придружат кон нас. Следни се други училишта. Здрави навики и информации надвор од часовите се секогаш добредојдени во Климент Охридски, бидејќи учениците повеќе ги прифаќаат и применуваат. Вакви едукативни работилници се навистина еден погодок во контекст на излегување од редовната настава и добивање информации од надвор, односно од страна, од практичен аспект, од здравствен аспект, и ние практикуваме што повеќе да ги реализираме во нашето училиште. Да е фактот уште по-квалитетен. Ова го организира наш бивш ученик, значи здружение кое што навистина сме горди што произлегува од активностите во нашето училиште. Што е срцето, каква функција има истото, кое заболување може да го има овој орган и секако како да се спречат истите, беа само дел од презентацијата наменета за учениците од Основното училиште Климент Охридски. Денеска ќе зборуваме со моите гости на темата хуманост, потребата од сдружување хуманитарно и организирање на хуманитарни настани. Мои гости се преседателот и подпреседателот на хуманитарното здружение Млади хуманисти Бојан и Димитар. Добре дојдовте. Добре најдовме.
На почеток, Бојан, ќе започнам со тебе. Од каде потребата да се формира едно вакво хуманитарно здружение во Битола, кога знаеме колку многу здруженија има? Кога зборуваме за хуманоста, јас бев волонтер во Црвениот крст во Македонско-турско здружение и имаше потреба да се направи нешто што ќе му се поможе на луѓето. Затоа се одлучив јас како председател да го формирам здружението кој го именувавме Млади хуманисти. Во однос на работењето на самото здружение, премалку во еден од материјалите, проследивме дека станува збор за помош на луѓе кои што се во социјален ризик, организирање на хуманитарни концерти. Меѓутоа имаш и еден сегмент каде што слушнав привлекување на странски инвестиции. Да. Колку го гледаш хуманиот аспект во привлекувањето на странски инвестиции токму овде во Македонија? Значи гледам тоа што има потреба градот од такво нешто. Во на Здруженијето Млади хуманисти планира да направи проект каде ќе се долови она што му треба на градот. Колку време постоите, да прецизираме, и што се во изминати? Здружението е основано на 14.11.2016 година. Од тој период наваму, имавте ли активности, какви се активности? Видовме дека нели одржавте предавање за срцевите заболувања, имаше други предавања? Првата акција на Здруженијето беше новогодишна и беше наменета за децата без родителска грижа. Застанавме пред Веро центарот, се собра храна, благодарност до сите битолчани кои што донираа. Потоа беа сортирани, направени во пакетчиња и донирани во домот за дојанчиња. Благодарност до директорката на домот за дојанчиња која што ни прими. Тамо. Поред Димитар, околу концептот на самото здружение, колку сте бројни во моментов, колку членови броите и колку е тешко денеска во Битола да се реализираат хуманитарни активности? Ние сме околу 50 на членови за сега. Тоа од ден на ден се зголемува. И концептот на работа навистина е тежок, треба да се посвети човек за да се направи нешто. Тешко ли е во однос на тоа да се стане член на вашето здружение? Дали има некои услови и колку е тешко кога треба да се организира нешто хумано од аспект на тоа битолчани да одговорат на тој предизвик соодветно? Воопшто не е тешко да се стане член на нашето здружение. Не се бара ништо посебно за да се стане член. А во однос на тоа како битолчани се вклучени, тие навистина даваат поддршка, се вклучуваат во сите акции. Нормално сите акции се случуваат во соработка со граѓаните. Така. Бојан, ќе се навратам повторно на тебе. Имаше потреба, го опипа на своја кожа волонтерството и што значи да се биде хуман човек, да се помага некому кому навистина му е потребно. Меѓутоа, колку сметаш дека млади хуманисти може да биде успешна организација од аспект на тоа, еве истото прашање, фидбекот од страна на граѓаните? Значи, вака е со оглед на тоа што бев волонтер во различни здруженија, увидов дека граѓаните се доволно спремни, некој кој повеќе може, кој помалку може, и затоа е направено ова здружение. Во текот на работењето, како се оформивте, вие имавте и подпишување на меморандуми, соработка со други здруженија, според това околу тоа? Вака, имавме прва соработка со основното училиште Климент Охридски. Ти си тамошен ученик, не? Да, јас сум ученик во основното училиште. Потоа имавме соработка со средното општинско училиште Таки Даскалот.
благодарност до директор Владимир Трифуновски. Потоа имавме соработка направено со Македонско-турско здружение, благодарност до Шенол Мемиш. Имаме соработка направено со општина Новаци, благодарност до Лазар Котевски, градоначалникот. Имавме направено соработка со гимназија Јосип Брос Тито, благодарност до директорот. И последно направивме соработка со Хепар центарот. Тука не застануваат соработките, продолжуваме и натаму. А претходно имавме направено соработка со општина Могила, благодарност до градоначалникот и до јавно зеленило. Така, соработките гледам дека се насочуваат кон училиштата, каде што нели се уште е млада популација. Дали сметаш дека со тоа што ќе се интензивира соработката помеѓу вашето здружение и училиштата, децата, учениците ќе стекнат навика од мали нозе да бидат хумани, да спознаат што е тоа хуманоста, во иднина да станат ваши членови кои што понатаму ќе продолжуваат мисијата која што имате зацртана. Затоа нашето здружение оди во основните училишта, во средните училишта, одржува предавање со тоа како децата да се вклопат во хуманоста за во иднина да бидат дел од нашите волонтери. Каде сте дале донации, сте помогнале во изминатиот период, наспроти она што беше нели пред Нова година со пакетчињата нели за децата од домот за доенчиња? Па сме помагале во многу случаи кога најчесто требало парично да се помогне, самохрани мајки, најчесто за некоја операција кога требало. И сега што планираме следно е да се организира хуманитарен турнир во фудбал. Бојан, кажи ми колку е тешко да се лоцираат овие таргет граѓани на кои што им е потребна помош. Ако земеме во предвид пример Центарот за социјални работи во Битола, има една така наречена листа на луѓе кои што се приматели на постојана парична помош, на социјална парична помош и веќе ги знаат доколку добијат одредена донација каде би требало да ја насочат. Црвениот крст е веќе подолг период на територијата нели на Македонија и Битола воопшто и можам да кажам дека на таков начин тие се организираат, ги лоцираат и знаат каде да ги најдат луѓето. Вие на кој принцип работите? Вака, со оглед на тоа што бе волонтер во Црвениот крст, увидов дека некои работи не се како што се. Затоа нашето здружение се бори да направи да помогне према оние на кои му е потребна помош. Како ги наоѓате тие луѓе? Значи, тие може слободно да не контактираат на Facebook профилот на Млади хуманисти, на мојот личен профил. Така се наоѓаат тие луѓе. Обично излегуваат апели за донации од страната на donacii.mk. Така знаеме, потоа се шири на Facebook. Па помагаме оноку колку што можеме. Така, во секој случај, краток период сте присутни на полето на Битола, имате соработка со еве го споменавте Македонско-турското пријателство, каде ќе насочите соработката? Соработката насочуваме кон хуманите вредности, кон хуманоста. Исто така Македонско-турско здружение како што е, планираме во иднина да насочиме кон Република Турција. Така. Во делот на надминување на оние социјални етнички разлики, споменавте дека тоа е еден од принципите за формирањето на здружението. Во моментов политичката ситуација не е таква каква што има некаква тензија. Дали може би во тој дел планирате тука да се насочите околу спречување на некоја ескалација на таа тензија и да оставиме политиката да се водат политичарите, но можеме да кажеме дека во Македонија живеат турци, власи, роми, албанци и секакви граѓани
кои што и тие се луѓе кои што му треба и помош, некои се и посиромашни, Македонија е едно, мора на секој да му се помогне, онака како што Значи ли ова, Димитар, дека не правите селекција кој од која етничка припадност доаѓа, па има за вас донација или не? Па тоа воопшто не е важно за нас. За нас се сите луѓе. Не правиме никаква селекција во однос на тоа. Во делот на работењето, повторно ќе се навратам на оние предавања околу светскиот ден за заштита на срцето, па имавме вчера нели беше светскиот ден за лица кои што имаат Даунов синдром. Дали во оваквите меѓународни денови правите нешто посебно конкретно кон одредена таргет група? Нашето здружение има зацртано своји календарски активности. Може ли да ми ги кажеш? Да, покрај тоа што имавме за срцевите заболувања, следно е за ТБЦ недела против ТБЦ, каде планираме да држим предавање во средното општинско училиште Таки Даскалот. На предавањето ќе присуствува доктор од болницата во Битола, каде планираме да направиме соработка и со болницата. Така. Како е замислено да се изведе ова предавање? Кои ќе бидат целни групи? Целна група ќе бидат учениците кои што се таму, кои што ќе слушаат тоа предавање и тие ќе бидат информирани како да се заштитат од ТБЦ, од заразни болести, така натаму. Овде пред нас на масичкава гледаме книги, соработка, предпоставувам подпишана благодарница или нешто. Според това околу тоа можеш ли да ми кажеш? На наше задоволство, попечителната госпоѓа Гордана Такец не вклучи во фондацијата Такец и ни додели признание, тоа што го гледате тука е признание, за најуспешно здружение. За најуспешно здружение, книгава што ја гледате тука, на денот на доделувањето на сертификати од Македонско-турско здружение подпишавме соработка со нив и книгата е дадена во тој контекст. Така. Споменавте дека соработката преку Македонско-турското здружение и меморандумот за соработка што го подпишавте, планирате активностите да заминат малку подалеку и тука е Република Турција. Значи ли тоа дека Република Турција во случајов ќе биде изведена како потенцијален донатор во однос на работењето на вашето здружение или можеби наша припомош за тамошни граѓани? Во двете насоки планираме да биде тоа, а исто така кога знаеме дека кога имаше поплавите во Македонија, во Скопје, Република Турција бе први кој што дојде и помогна на тој насој. Значи, во ред тие помагаат, значи ли тоа дека доколку ние можеме да помогнеме на семејство кое што е во Турција и е сиромашно, можеме ли да одговориме на таков предизвик? Можеме да одговориме на таков предизвик. Тука постојат различни трансфери, било преку карго, било преку други начини. Може да се помогне, зависно од тоа што како првен кажав дека може да ни контактираат на Facebook профилот. Така, меѓутоа те прашувам од друг аспект, значи Турција е многу пати поголема од Македонија и многу побогата наспроти нашата економска состојба. Тука независно само од страна на граѓаните, генерално сме многу помали, колку е реално ние да припомагаме некаде надвор од државава кога знаеме во каква состојба се голем број од нашите граѓани. Знаеме каква е бројката на нашите граѓани, на кој што му е потребна помош, но зашто да не? Ние сме отворени за секого, било за Република Турција, било за Србија, било за останатите. Еве ви видовте дека имаше
Преди известно време хуманитарна помощ за Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Се правеше на площад Магнолија, се береа храна, вода, пијалоци и се што му беше попотребно, потоа преку Црвениот крст беше однесено таму каде што е. Но има некои работи кои што не се знае дали стигна, така се шпекулираше, дали стигна тие донации. Затоа нашето здружение Млади хуманисти е направено за кога има таква активност, ние самите да го однесеме онаму каде што е потребно. Така, меѓутоа, во тој период се инсистираше било која донација од било кое здружение да биде предадена на Црвениот крст како известен гарант дека донацијата ќе пристигне на вистинското место. Значи ли тоа дека ќе се борите и за одредено овластување за да можете сами да ја реализирате и носите донација? Да, ќе се бориме за одредено овластување. Така. Димитар, можеш ли да ми кажеш планови за воиднина од аспект на работењето на самото здружение? Значи, во која насока во наредниот период ќе се движите, планирани активности од типот на хуманитарни активности, концерти и слично? Па ние најпрво би се држеле до календарските активности што се планирани за оваа година. Секако планирани се и некои хуманитарни концерти, хуманитарни турнири со цел да се помогне. Имате ли пред време оние потенцијални добитници на таа хуманитарна донација? Дали ви се познати или во ги решавате? За сега се уште немаме некој на кој што треба да се помогне во овој момент. Так. Бојан, твое планирање за понатаму? Моje планирање за понатаму, покрај календарските активности, имаме и низа вонредни работи кои што излегуваат. Планирам да продолжиме соработката со останатите училишта, со останатите градови во Република Македонија, па и надвор од Републиката, зашто да не? Така. И уште едно прашање пред крајот на овој разговор. Напоменав на почетокот дека Битола има голем број на граѓански здруженија. Сите тие на некаков начин се со хуманост акцентирани, независно дали едните ги бранат правата на жените, на децата, на сите граѓани, да не набројувам. Каква е соработката и оној дел кога дали се гледате меѓусебно како конкуренција, како компетициона постапка, некоја демек сега има надпревар, тие се успешни, ние не сме успешни или слично. Го има ли тој момент овде во Битола? Вака, нашето здружение не може да се конкурира со ниту едно здружение, затоа што знаеме дека Македонско турско здружение постои 10 години. Кога зборуваме за Црвениот крст, знаеме колку време е во Македонија и колку време е во Битола, но се трудиме да бидеме конкуренти. Така. Јас ќе ви посакам успеси. Ќе се надевам дека сите ваши планови зацртани кои што ви се ќе ги реализирате, ќе имате многу успех на тоа поле и во еднина ние како телевизија, нели како досега, така и одсега ќе ве следиме во чекор каде и да сте, ќе помагаме колку што можеме, нели, со медиумското покривање и се надевам дека повторно ќе се видиме тука да споделиме нови моменти од вашето работење, бројката на луѓе каде што сте помогнале постојано да расте, тоа ќе ви посакам. И јас ви благодарам што довикнавте на емисија. Продолжуваме со вашата телевизија. Медиумски ќе ви известуваме кога ќе има наши следни активности. Се надеваме дека ќе ни одговорите и ви посакувам се најдобро. Ви благодарам и ние, почитувани гледачи, ја продолжуваме утринската програма понатаму.